Стомачен вирус, рота или COVID-19 се трите најчести инфекции помеѓу граѓаните. Матичните доктори алармираат дека овие заболувања предизвикуваат драматична и брза дехидрација и кај малите и кај возрастните и апелираат на голема внимателност. Доктор Бојан Трајковски предупредува дека пеколните температури овој период и невниманието на граѓаните може брзо да ги наполни болниците. Според него, најризични се месните и млечните производи и затоа сите мора да водат сметка каде и што јадат. Дехидрирањето кај малите деца се случува многу брзо, дори некогаш и во период од неколку часови, така да мора да се даде апел до луѓето да особено внимаваат од каде ја купуваат храната, да избегнуваат брза храна пред се, особено храна која што е готвена надвор. Сега често ќе гледаме летен временски период, оние традиционални балкански панаѓери, а многу често ќе видите приготвување на скара надвор. Тоа апсолутно не е препорака и препорачливо да биде конзумирано, заради тоа што апсолутно немаме никаква контрола на квалитетот на месото. Иако периодов е вообичаен за стомачните вируси, она што загрижува е драматичната дехидрација и колапсите, а пробиотиците, што дел од граѓаните ги земаат превентивно, можат само да ги ублажат симптомите, вели доктор Трајковски. Мораме да пазиме како од алиментарните токсикоинфекции, кои што неретко ги гледаме во секојдневието, така и нели од стомачните вируси кои што ги спомнавме, кои што апсолутно би се од нив спасиле единствено доколку бидеме во домашни услови, меѓутоа доколку луѓето патуваат, нели нормално се е период на летни одмори, пробиотиците да ги користат постојано, витамините, многу повеќе вода, да се избегнува алкохол колку што е можно повеќе и секако доколку идете некаде да биде што е можно помалку со луѓе, односно да биде некоја подалечна дестинација. Ова поблискија дестинација апсолутно се поголем ризик за сите нас. Избегнување на брзата храна, добро миење на овошјето и зеленчукот и одржување на личната хигиена се дел од препораките на лекарите до граѓаните, доколку не сакаат да завршат со инфузија во рака на инфективна. Инаку, забрана за работа за ресторани и месарници, парични казни и нехигиена во угостителски објекти, неправилно декларирање на храната, сладоледи со истечен рок, несоодветно чувано месо. Ова се само дел од неправилностите кои инспекцијските служби на Агенцијата за храна и ветеринарство ги констатирале при контролите на терен. Директорот на агенцијата вели дека во изминативе денови воредни контроли били извршени во Охридско-Струшкиот регион и во Дојран, при што инспекторите влегле во 92 објекти, меѓу кои хотели, ресторани, сендвичари, маркети и месарници.